Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Учениците долго шетале со Господ Исус. Кога ја читаш Библијата, ти може да одиш со нив низ целиот Израел. Учениците имале привилегија. Тие биле присутни кога Исус ги лекувал болните луѓе, кога се молел на неговиот небесен татко, кога ја смирил бурата само со еден збор. Во Евангелието според Лука, Исус одел со своите ученици по правливиот пат и дошле до еден мал град што се наоѓал меѓу Самарија и Галилеја. Исусе, Господе, помогни ни! Тоа го извикувале 10 мажи кога го препознале Исус. Како што учениците се приближувале, тие виделе дека тие 10 мажи се лепрозни. Лепрата е страшна болест, која почнува со дамки на кожата и ги нагризува мускулите. Лепрозните луѓе биле протерувани од заедницата. Тие морале да живеат во пештери или на отворени места. Не им било дозволено да се допрат до никого. Секој ги избегнувал, но не и Исус. Исусе, помогни ни! Отидете кај свештеникот, тој треба да ве прегледа. Со овие зборови, Исус ги испратил мажите кај човекот кој ги водел црковните служби и ги лекувал болните луѓе. Свештеникот бил единствениот човек кој можел тие луѓе да ги прогласи за здрави. 10 мажи веднаш тргнале на пат. И додека оделе, сватиле. Излекувани сме! Нашата кожа пак изгледа здрава. Еден од мажите се свртел и истрчал назад кај Господ Исус. Тој стигнал до него и клекнал на колена пред Исус. Ти благодарам, Господе, што ме направи повторно здрав. Ти благодарам многу. Исус го погледнал тој среќен човек и прашал, изненаден. Зар не излекував 10 мажи? Каде се другите 9? Дали само еден се врати за да ми се заблагодари? Да, само еден. Само еден бил благодарен. А ти? Зашто би можел да му се заблагодариш на Исус денес? До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!